почнав да слушам црковна музика, ме опушташе некако, иако не сум верник. Ама така имав некоја многу релаксирано се чувствував кога ќе влезав во црква кај што пеат хорови или некоја касета пуштано и одма застанував во едно место, се окопував и не сакав да мрднам. Мајка ми, значи од книгите кои што учеа сите, мајка ми ги читаше материјалите на диктафон и јас така учам и ден денес така учам. Побаравме во средно од Министерство за образование да не дадат аудиокниги и не сакаа да не дадат затоа што ќе сме ги злоупотребеле. Ќе сум ги продавале, не знам што ќе сум правила. И се снаоѓам благодарение на упорноста на моите родители. Тоа не треба да биде така. Од мали нозе ја осетивме дека многу позитивно реагира на музика, особено на онаа права музика што би ја рекле што е права уметност, што е класика, некој рок, некој джез или така. Предизвик беше целата диагноза, сето тоа што се случуваше со неа. Сакавме од неа да направиме личност, самосвесна, која ќе се ги знае своите способности, ќе знае до каде може да оди, што може да прави и мислам дека во тоа успеавме. Точно е тоа, дека не сакам да се затворам дома, затоа што на тој начин ништо не се решава. Точно е тоа дека ние сме овде многу затворено општество, дека сме многу далеко од светот. Ама тоа не значи дека треба да се седи дома и нели да се викаме само леле мене дека никој не ме сака. Сите луѓе има луѓе што ги прифаќаат и не ги прифаќаат, па така и мене. Има супер музичар. Има многу развиен слух. Одлично слуша, далеку подобро од некој луѓе. Тука оди најчесто муавет за музика, муавет за уметност. И така се зближивме. Ема е супер. Ми кажала дека е храбра, дека е многу паметна, дека е одличен пианист и се восхитувам. Не знам, мислам дека има доказ дека тоа е како што кажете, не постои таква преченост. Преченоста потекнува од сам себе. Ема работи, ема е супер и твори и создава работи, вежба, како да ви кажам. Она е далеку попродуктивна од многу кои што ние ги категоризираме дека немаат попреченост. Сум имала прилика доста во животов да прошатам од Европа и кога гледам колку одат напред работите, нигде не е идеално, нормално, ама колку они одат напред и како условите конкретно за лица со посебни потреби се на 10 пати повисоко ниво од нашето и се повеќе размислувам на тоа дека треба да си одам од овде, затоа што дека знаете како не е убаво, воопшто не е убаво чувството кога знаеш дека во петок вечер треба да излезеш надвор, си се договорил со другарките и зависиш од мајка ти и татко ти кои што треба да те однесат до местото кај што се чекаш другарките на 21 години. Па ми се случи една директорка која што, да речеме така, мене ме предизвика како родител, бидејќи законски, јас како правник ги знаев сите законски основи, дали она може да биде интегрирана или не. Она не сакаше детето наше да биде дел од таа редовна средина и највеќе ме погоди со една реченица која ми кажа да имаше 75% оштетен вид, ќе ја примевме, вака не може, нека си оди таму у заводот. Тоа ја предизвика кај мене лавицата, да ја истерам правдата законски и за жал така неславно тргна, меѓутоа понатаму целото училиште мислам дека се гордееше со има, бидејќи видоа дека
Она е дете како и сите други деца. Требаше да се употреби некој збор повеќе. Имав соработка одлична со сите наставници таму, од прво оделение до 8. И незиниот труд го верифицира на крај на 8 оделение, со тоа што и дадоа диплома за ученик на генерацијата, што тоа мислам дека многу зборува. Тоа ми беше доказ, а сега веќе сум 1000% сигурна дека сме го одбрале правиот пат.